Универзитетскиот професор Орце Симов предупреди на криптоизмамите, кои често се случуваат преку социјалните мрежи како Facebook и Telegram, каде измамниците нудат брза заработувачка. Тој апелираше граѓаните да не веруваат на ветувања за брзо дуплирање на пари и да не го споделуваат приватниот клуч на никого. Во Македонија, над 30.000 граѓани инвестирале во криптовалути, но пазарот се уште функционира во сива зона. Владата најави регулација, а стручњаците сметаат дека тоа ќе донесе нови инвестиции и корист за државата од повисоки даноци. После 6 години, повторно ќе се врши вештачки мрест на Охридското езеро, со цел да се заштити Охридската пастрамка, ендемски вид од национално значење. Научната установа Хидробиолошки завод Охрид и Институтот за сточарство во Скопје ќе обезбедат 1,5 милиони зрна икра, кои ќе бидат користени за порибување на езерото. Министерот за земјоделство, Трипуновски, најави и поголеми контроли за спречување на незаконско изловување на пастрамката. Хидробиолошкиот завод истакнува дека последиците од недостатокот на вештачки мрест биле негативни, но дека тековниот процес на мрестувањето напредува одлично. Во 2024 година, полицијата запленила околу 700 мрежи, а новата риболовна регулатива ги дели рибните зони на 7 делови, за кои се потпишуваат договори со концесиониери. Министерството за образование откри нерегуларности на Меѓународниот универзитет во Струга, но министерката Весна Јаневска ќе ги соопшти деталите кога ќе завршат постапките. Во моментов се под надзор 2 института на универзитетот. Јаневска, исто така, истакна дека Агенцијата за квалитет на високото образование, за време на мандатот на директорот Расим Зуфери, дозволила функционирање на Факултетот за медицински науки во Струга и покрај нерегуларностите. Таа додаде дека агенцијата е нефункционална и не направила евалуација на високообразовни институции од своето формирање. Државните и јавни институции со проблеми во плаќањето на струјата се наоѓаат под надзор на владината балансна група, која има за цел да обезбеди решение за покривање на сметките. Проблеми имаат институции од културата, училишта, болници и јавни комунални претпријатија. Министерството за енергетика не дозволува тие да плаќаат 62 евра за мегават час, како домакинствата, и разгледува можност за понуда пониска цена. Комуналните претпријатија побараа да плаќаат истата цена за струја како домакинствата за да избегнат проблеми со снабдувањето. Во исто време, регулаторите инсистираат тие да се снабдуваат на отворен пазар, бидејќи губењето на вода во комуналните претпријатија е големо. Во 2024 година, количините на електрична енергија произведени од соларни системи во Европската унија првпат ја надминаа производството од термоцентралите на јаглен, покажува студијата на Think Tank Тембер. Соларната енергија учествува со 11% во вкупното производство на електрична енергија, додека уделот на јагленските термоцентрали падна под 10%. Производството на струја од ветер останало непроменето, додека оној од газ паднал на 15,7%. Студиските податоци исто така покажуваат дека употребата на фосилни горива за производство на електрична енергија во ЕУ е на најниско ниво во историјата. Лани, по 2 години пат, побарувачката на електрична енергија во ЕУ се зголемила, но се уште е за 5% помала отколку во 2019 година. Иако растот на соларната енергија е позитивен, намалувањето на производството од ветер представува загриженост, бидејќи ветерот и сонцето се произведуваат електрична енергија во различни периоди. Во 2024 година, Грчката независна управа за јавни приходи примила околу 74.944 пријави од граѓаните за различни даночни нерегуларности, вклучувајќи даночно затајување, шверц, фалсификувани сметки, царински прекршоци и корупција на службеници. Според грчката државна телевизија РТ, над 31.000 пријави биле поднесени преку специјалната платформа на управата, а преку апликацијата Аподикси, сметка, биле поднесени повеќе од 43.000 пријави за сомнителни фискални сметки. Граѓаните можеа да пријават нерегуларности анонимно или со полно име. Над 300.000 луѓе инсталирале апликацијата на своите мобилни телефони за да пријавуваат фискални прекршоци, а за потврдени прекршоци од бизнисите предвидени се казни од најмалку 10.000 евра. Кипарската влада одлучи да ја намали минималната старост за правото на глас на 17 години. Председателот Никос Христодолидис изјави дека ова е историски момент за демократијата, најавувајќи дека младите ќе можат да учествуваат на изборите од 2026 година. Оваа иницијатива е дел од пакетот измени на изборниот законник, кој ќе биде испратен на гласање во парламентот. Саудискиот престолонаследник Мохамед бин Салман во телефонски разговор со американскиот претседател Доналд Трамп најави инвестиции од $600 милиарди во САД во следните 4 години. Иако не се дадени детали за областите на инвестициите, Саудиска Арабија продолжува да купува оружје и одбранбени системи од САД. Најавата за овие инвестиции доаѓа во време на буџетски потешкотии за Саудиска Арабија поради ниските глобални цени на нафтата. Престолонаследникот разговарал и со американскиот државен секретар Марко Рубио. Во близина на Солун беше пронајдена мермерна статуа на жена стара повеќе од 2000 години, откриена во контејнер за отпад.
Статуата, висока 80 см, била предадена од граѓанин на локалните власти, кои контактирале со археолози за нејзина процена. Експертите потврдиле дека предметот е стар околу 2000 години и ќе биде предаден на локалната управа за антички артефакти. Осомничениот за фрлање на статуата бил приведен, но пуштен без обвинение.